Кој ден за одмор треба да празнуваат христијаните? Повторно, почитувани гледачи, одговор ќе побараме во Светото писмо во Библијата. Библијата вели дека седмиот ден во секоја седмица, саботата, е библиски ден за одмор. Таа е спомен на Божјата творечка дејност, кога добриот Творец го создал светот за 6 дена и се одморил во седмиот ден, тој вели отпочина. Може да проверите во Прва книга Мојсеева, 2 глава, од 1 до 3 стих. Саботата е знак на нашето избавување во Христа Исуса, вели апостол Павле во Евреите 4 глава, 9 стих. И не подсетува дека оној кој на почетокот создал и го прогласил тоа создавање дека е мощно и добро, тогаш вели дека во седмиот ден се одморил самиот Бог. И едноставно им дал пример на луѓето кој ден да почитуваат. Ајде да ја прочитаме 4-та заповед во Божјиот закон. Не повикува 4-та заповед да го празнуваме тој ден кој Господ го посветил. Значи, ја читам 4-та заповед во 2 книга Мојсеева, 20 глава, од 8 до 10 стих. 6 дена работи и свршувај ги сите своји работи. А седмиот ден е сабота, починка, посветена на твојот Господ Бог. Во тој ден не работи никаква работа. Ни ти, ни твојот син, ни твојата керка, ни твојот слуга, ни твојата слугинка, ни твоето живинче, ни странецот што ќе се најде внатре во твојот дом. Зашто и Господ 6 дена ги создаваше небото, земјата и морето и се што е во нив, а во седмиот ден си почина. Почитувани гледачи, ова божествена заповед е непроменлива. Не е само за евреите дадена, не само за жителите во Стариот Завет, туку за сите нас. Значи, ова Божја заповед е непроменлива во своите барања. Денот за одмор бил и пред паѓањето во грев. Тој ќе се празнува, значи саботата како Божи ден ќе се празнува и на новата земја. Може да проверите во книгата на пророк Исаија, 66 глава, 23 стих. Ако го следиме Христа и искрено се трудиме да ја почитуваме неговата волја, заповедите за саботата или заповедта за саботата нема да ни биде товар. Господарот на саботата, Христос, живее во нас со својот свети дух и барањата на својот вечен закон ги врежува во нашите срца или на плочите на нашите срца. Наместо да биде ден на потиштеност и на ограничување, саботата, вели пророк Исаја, треба да ни биде милина, свет ден посветен на Господа. Исаја 58:13. Таа е символ на нашата слобода во Христа, бидејќи тој не ослободил од робувањето на злото и на нашата стара природа, ние можеме радосно да влеземе во неговиот ден на починка. Саботата е посветен ден, почитувани. Врз неа почиваат Божите благослови и ја прават различна од другите денови. Тоа е ден кога се ослободуваме од нашите работи и грижи и од трката за заработувачка и целосно или потполно се свртуваме кон духовната трпеза што ја поставил Бог пред нас. Ние го почитуваме собирајќи се во тој ден на богослужение, како што правиле и самите евреи во Новиот Завет, кога Исус бил на оваа земја. Тогаш ние меѓу себе се дружиме во една братска заедница, ставајќи им се на располагање на оние на кои им се неопходни нашите потреби, односно потребите нивни, а ние им помагаме според примерот што ни го оставил Исус Христос. Во тој ден може да посетиме болни, може да посетиме постари лица, може да отидеме во природа да се прошетаме и секако посетуваме и време на богослужение. На тој начин, преку саботата, нам ни се дава можност однапред да почувствуваме и да го доживееме она што Господ го бара од нас. Значи,
да се навикнеме овде да го почитуваме тој ден, зашто на новата земја саботата ќе биде повторно ден кога ние ќе го обожаваме Господа. Во тој ден, во дух на соединување со светиите од сите векови што ќе се соберат околу небесниот град, да го слават Бога за спасението што им го дал во Исуса Христа. Пише во книгата на Откровение дека секоја сабота Божјиот народ ќе се собира во Ерусалим да му дава почит и благодарност на големиот Бог. Значи, на тој начин преку саботата нам ни се дава можност однапред да почувствуваме и да го доживееме она што Господ го приготова во вечноста. Во тој ден, значи, ние се соединуваме и овде нова земја преку во духовен смисол се соединуваме со нашите браќа и сестри во целиот свет. Тогаш приемаме и благослов. Благослов што Господ го дал, бидејќи тој ден е посветен. Иако саботата му била објавена на Израел преку 10 заповеди дадени на планината Синај, Божја намера била таа да им биде тој ден благослов на сите луѓе. И еве што кажува: помни го денот саботен за да го празнуваш. Повторно го читам тој текст. 6 дена работи и свршувај ги сите своји работи, а 7-миот ден е сабота. Починка посветена на твојот Господ Бог. Во тој ден не работи никаква работа. И сега може да прочитате докрај во втора книга Мојсеева, 20 глава, од 8 до 11 стих. Тој ден требало да го почитуваат сите. Евреите го добиле како од Бога тој ден саботен, меѓутоа таа заповед ја требало да ја прошират на околните народи. Значи, требало да ја почитуваат и во неа да најдат радост, дури и тугинците. Затоа вели, и они кои се дојдени кај вас, во сабота треба да мируваат, да отмараат. Значи, на ист начин, во последната вест, или во последната вест на опомена, што им ја упатил Бог на луѓето, символично представена во Тројцата ангели во Откровение 14 глава од 6 до 12, мажите и жените и денеска повторно се повикани да го признаат Бога како Творец на се и да ги држат неговите заповеди. И така во последно време, почитувани гледачи, саботата добива ново значење и станува посебен пробен камен, би рекол, на верноста кон Бога во времето на сеопштиот отпад. Како движењето на сонцето на небото во текот на седмицата што ги ограничува деновите и го изделува секој седми ден како ден за одмор, што го воспоставил Бог, така и границите на саботата се одредени од заоѓање на сонцето, од изгревање до заоѓање. Еве, тоа го наоѓаме во трета книга Мојсеева 23:32. Од вечерта до вечерта празнувајте ја својата починка. При создавањето Бог ја изделил, почитувани гледачи, саботата и ја поставил за себе. Прва Мојсеева, 2 глава од 1 до 3. Сега го изделува од својот народ и го благословува. 1 Петрова, 2 глава, 9 и 10 стих. Значи, од седмица во седмица, додека е денеска ние празнуваме саботата, ние се уверуваме дека тој свет ден е знак меѓу Бога и нас, така што знаеме дека тој е Бог кој не посветува. И затоа Бог му вели на Мојсија, во втора книга Мојсеева читаме 31:13. Кажи, заповедај им на синовите Израилеви, пазете ги саботите мои, зашто тој е знак меѓу мене и вас, од колено на колено, за да знаете дека јас сум Господ кој ве осветува. И сега на прашањето кој ден за одмор треба да празнуваат христијаните, кој е одговорот? Библискиот одговор, почитувани гледачи, е саботата. Даден е како одмор за секој човек. Тој ден ќе се празнува и на новата земја. Почитувани гледачи, благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредното предавање. Пријатно!